Во потрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Кочани, вчера измина рокот за поднесување барања за бесплатна бањско-климатска рекреација и бесплатен одмор. Поднесени 312 барања, истите се претежно од пензионери со ниски примања кои досега не ја користеле оваа мерка на владата и на министерството. Поголем дел од пензионерите од Кочани се заинтересирани за бањско-климатска рекреација, зашто се поднесени 240 барања, додека помал дел од барањата, 72, се однесуваат за користење на бесплатен викенд. Во рамките на проектот за бањско-климатска рекреација, државата на пензионерите им обезбедува 6 полни пансиони, бањска терапија, задолжителен здравствен преглед, како и платени трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта. Со проектот за бесплатен туристички викенд на пензионерите им се обезбедени 2 полни пансиона и автобуски превоз до хотелскиот објект. Председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија Драги Аргировски во денешната изјава за телевизија Кочани при посетата на Кочанската пензионерска организација истакна: Идната година треба да користат 5500 пензионери бањска рекреација. Исто така за туристички викенд идната година ќе имат 3000 пензионери, предоставно ќе имат тие со помали пензии, но бидејќи досега имаат за бањска климатска рекреација околу 33.000 пензионери, така веројатно за идната година што ќе добијат ќе има и со малку повисоки пензии, не со најниски пензии. Затоа мислам дека е за поздравување што и ова година се донесе одлука идната година да има веќе овие две навистина значајни акции со кои многу се придонесува пензионерите бидат и задоволни, да се рекреират и да уживаат. Инаку од подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување од Кочани информираат дека годинава 150 пензионери со ниски примања ја користеле услугата бесплатно бањско-климатска рекреација, а додека 95 мина пензионери услугата бесплатен викенд.